Денеска, одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал до основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против 15 физички и 3 правни лица. И тоа против 11 физички лица за сторени кривични дела злосторничко здружување по член 394, од кои против 9 за сторено кривично дело даночна измама по член 279а став 2, додека едно лице, освен за овие две дела, заедно со уште 4 физички и 3 правни лица, се сомничат дека сториле кривично дело перење на пари и други приноси од казниво дело по член 273 од Кривичниот законник. Имено тројца од пријавените, меѓу кои раководно лице од УЈП, во септември 2020 година организирале злосторничко здружување кон кое подоцна се приклучиле уште 8 лица, меѓу кои двајца вработени во УЈП, а останатите управители или собственици на правни лица. Тие во текот на 2020 и 2021 година на организиран начин преку 8 правни лица од Скопје издавале фиктивни фактури и генерирале фиктивни барања кон УЈП за поврат на данок, со што ги сториле споменатите кривични дела и се стекнале со противправна имотна користна штета на буџетски средства. Прво и второ пријавениот, иако не се собственици, управители и овластени лица на сметките на правните субјекти, тие реално управувале, координирале и давале инструкции за постапување, а за активностите го известувале трето пријавеното раководно лице од УЈП. Ова организирана криминална група правните субјекти ги користала за издавање на лажни фактури едни кон други, без да постојат реални деловни активности и врз основа на овие фактури до УЈП биле доставувани ДДВ даночни пријави со цел неосновано побарување на поврат на данок, тоест врз основа на овие фактури била прокнижувана аконтација која понатаму се користела за пребивање на даночни долгови, кои трети лица, исто така правни субјекти, ги имале како обврска кон УЈП. Пријавените правни лица биле користени како даночни гаранти, така што со даночни должници биле склучувани договори согласно кои 8 правни лица биле даночните гаранти и затоа ги користеле нереалните даночни аконтации кои ги имале кон УЈП. Организаторите за целата оваа осмислена шема за возврат добивале стока, движен и недвижен имот, како луксузни возила, станови и слично, кои подоцна ги препродавале на трети лица, со што противправно се стекнувале со материјална корист. Криминалната група преку 4 правни лица од Скопје во периодот од 2020 до 2021 година со склучување на договори за даночни гаранти неосновано на штета на буџетските средства пребиле данок во вкупен износ од 51.626.637 денари или 837.458 евра, при што дел од нелегално стекнатите парични средства преку повеќе трансакции биле искористени за купување на недвижен имот во вкупна вредност од околу 150.000 евра на име на еден од пријавените, син на трето пријавениот, а дел биле пуштени во легалните финансиски текови преку повеќе готовински уплати и трансакции по основ на наводни позајмици. Исто така, дел од нелегално стекнатата имотна корист. Трето пријавениот легализирал преку пријавените овластени лица на банкарските сметки на правните субјекти и пријавените правни лица преку повеќе меѓусебни трансакции. Инаку утрово, од страна на одделот за спречување на организиран и сериозен криминал, беа спроведени претреси на 7 локации, при што слобода беа лишени 3 лица кои ќе бидат изнесени пред судија на претходна постапка, а при претресите беа запленети мобилни телефони и документација, додека на 2 локации при извршените претреси беа пронајдени и запленети вкупно 35 куршуми, при што дополнително се приведени 2 лица за кои по документирање на случаите ќе следува соодветна пријава.